Мојата колешка Елизабета Спасеновска ќе има исто така интересни соговорници, бидејќи ако не се лажам се работи за еден вид на домашни спајдермени. Елизабета, во право ли сум? Така е, добро утро. Денеска ќе зборуваме за една многу убава новогодишна тема, меѓутоа и хумана тема. Неодамна можеби имавте можност да слушнете и да прочитате дека токму на детската клиника во Скопје Спајдермен, Супермен, Бетмен и Дедо Мраз ги посетија дечињата и им дадоа подароци, ама тоа не беше обична посета, тие не се качија по скали ниту со лифт, туку со јажа, како тоа што го прават во филмовите, отидоа ги изненадија дечињата, ги израдуваа, им предизвикаа насмевки на лицата. Ние се потрудивме да дознаеме кои се овие наши домашни суперхерои и дојдовме до информација дека тоа е тимот за спасување на планина при Црвениот крст на град Скопје и дел од нив се денеска со нас. Јас ќе им кажам добро утро на Аргент Чилафи, Кристина Георгиевска и Саша Цвитковски. Аргент, и веќе почнам со тебе. Вие сте координатор на целиот овој проект. Како дојдовте до идеја токму да почнете со една ваква убава хуманитарна акција која што се случува 4-та година поред? Така, слична случка, односно сличен настан, видовме дека пред неколку години се случило во регионот, па заедно со тимот седнавме и го договоривме целиот тој процес пред 4 години. Со оглед на тоа дека на почеток не знаевме на што ќе наидеме, или сепак се тие административни бариери, дали ќе имаме дозвола за сличен настан, успеавме за збором за првиот пат. Иницијативата е ваша. Иницијативата е на тимот. Едноставно, значи, ништо не се прави поединечно. Значи, тимот е тој што одлучува, пошто сепак вие не гледате само 1/10 од волонтерите што сте овде. На клиниката на последната вежба се 12 херои, не се само 2-3. Толку костуми имало во моментов, толку суперхерои ги гледате во костуми, но во случајот тие 11 други волонтери се и текака херои. Не секој херој носи маска, така да пред 4 години, да се навратиме, беше првата идеја, беше супер. Една година имавме можност да бидеме во поголемиот дел само дедомразовци, пошто се наоѓавме во време на новогодишни празници и некако успеавме да издействуваме да бидеме само 4 дедомразовци кои се спуштат по детската клиника. Саша би ве прашала вас, вие бевте Спајдермен, кој што се качуваше... Бетмен, да ве исправам. Се извинувам, вие бевте Бетмен, да, не можам да ве препознам сега. Да, нормално. Какво беше чувството? Дали сте прв пат во оваа година во оваа акција или претходните години учествувавте? Па да, учествував и претходните години, 2 пати да кажем активно со се оваа година, а претходно припрема, пошто имаме уште еден наш колега волонтер кој беше првите години Бетмен, а последните 2. Така, какво е чувството кога правите една вакво хумано дело за најмладите? Па, јас у неколку наврата кажав, мене ми е секој пат убаво кога ќе ги видам дечињата. Значи, децата, израз на нивното лице, све кажува. Така да, тоа е сосема доволно за нас. Така, претпоставувам дека тие беа изненадени, не ја очекуваа посетата? Не, деца реално не знаат дека ние ќе присуствуваме тој ден на настанот, само го имате моментот кога дел од сестрите ќе ги изнесат на балкон тие што можат и чувството нормално, кој што кажа Саша, за нив е неописуемо. Апсолутно и за нас. Сепак таа насмевка на тие деца останува кај нас неколку месеци во нашата меморија. Така да ни децата, ни поголемиот дел од персоналот во клиника не знаеа дека на тој ден на тој час ќе има вежба. Кристина бе прашала вас, вие сте суперхеројка. Не сте суперхерој. Во кој костим го носевте? Добро утро и од мене за гледачите кои што не гледаат. Пред неколку дена на самата вежба што направивме со останатите колеги на детска клиника, јас ја носев логата на Суперменка. Од тоа искуство здобив само една позитивна енергија која што ми исполни целата мене. Пред се добив и за лична сатисфакција и на крајот од денот чест и задоволство ми што бев дел од таа вежба, бидејќи целта ни беше успешна, тоа е да ги насмееме болните пациенти кои што се таму и да им ги разубавиме деновите бидејќи нели они се во престојот во болница и да ми доволуваме таа новогодишна маѓа.
За жал дел од тие дечиња и новогодишните празници таму ќе ги поминат, ќе им посакаме брзо да уздрават. Кристина, имаше ли прашање од типот зошто е женско облечено во овој костум? Па, искрена да бидам, не, беа само позитивно изненадени и беа задоволни што гледаат и женски лик од суперхероите. Сигурно имале многу време да прашуваат изненадени. Да, беа само позитивно изненадени и сакаа што побрзо да се сликаме, да им поделиме пакетчиња и да. Прашала и кој ги обезбедува пакетчињата, односно подаруците, дали Црвениот крст или имате соработка со некој? Зависно во секоја година е различно. Последната година подароците се од сметката на Црвениот крст, односно донација од самиот Црвен крст. Претходните години беа донација од бугарска амбасада и од други компании, така да зависно. Секоја година е различно, така да можеби за наредна година апел до големите компании да донираат, па да ги посетиме сите болници во Скопје што присуствуваат деца, односно што се лечат деца. Се надевам ќе биде така. Може ли да издвоите некоја интересна ситуација, некоја случка која што ви останала во сеќавање? Еве, кој сака? Саша, пошто не е волонтером. Ај, Саш? Па не знам што би кажал, у принцип мене стално ме прашуваат како се чувствувам пред самото спуштање. Ја мора да признам дека доза на некој почетен страв секој пат постои, дур не проверам дали функционира. Значи секој пат тоа е едно од прашањата и ете, има тие мали ситни згоди, незгоди да ги наречеме, кога некој пат не функционира не во смисла на функционалноста на справата, него тргнувам од себе. Почетен страв постои, иако сум се спуштал повише пати. Откако ќе видиме дека ако системот се постави како што треба, никој пат нема опасност за акцијата. Има ли од страна на дечињата нешто што ви оставало во сеќавање, некое прашање, можеби од нивна страна реакција? Еве, јас сакав колешката да каже во една ситуација имаше нешто како, например, колегата што е одсутен сега, зашто Спајдермен не се спушта со пајажина, него со јаже? Да, добро Зашто? прашање. Пошто има, нели, од рацете и кај вистинските херои, пајажината е главна. Знаете ли што да одговорите во таква ситуација на овие детски прашања? Ќе се снајдете, пошто детската имагинација е голема, така да ќе смислите нешто друго. Кој што имаше едно прашање, зашто не сме се спуштиле по оџак, па се спуштаме по јажиња, пошто оџакот е тесен или не може не го исчистиле од клиника оџакот. Секој дете е различно. Едноставно имагинацијата на децата е страшна, така да вие на лице место морате да ги смислите одговорите и да бидете спремни на нивните прашања. Сега јас да бидам искрена, мислев дека ќе ми го кажете она со брадата, негудата со брадата, ама јас ќе ве подсетам, кој ќе ми ја раскаже? Па ние ја ќе ви ја раскажам, пошто А на наш колега пред неколку години, значи во нашата работа се случуваат и одредени не се работи за пропуст, пошто сепак не се работи за работа на бутик, туку се работи со жива материја, односно висите на висина на 30 метра. Кога вие вежбате, никад не носите голема брада, на денот на вежбата се спуштаа неколку дедомразовци, од кој еден од наш колега не е погрешка, по инерција, брадата му се заглавува на делот алатката која што користи за спуштање, пошто брадата е синтетика, никако не може да се ослободи, да ја ослободи брадата. Он пошто не сака да се спушти без брада, инсистира некако да успее да извади брадата, но се создава уште поголем проблем. Така да на крај не се спушти без брада до доле, па некако му позајмивме брада за да може пред децата да си има брада. Така да тоа нашата работа се случуваат и такви работи, така да не е никако бао или никако чудо, пошто Добро, не е пропуст, туку е само анекдота, така ќе го кажам. Ние не се плашиме, односно не прави горди и такви пропусти, пошто знаеме за наредна година, така да имајте на ум дека ние не го вежбаме тоа секоја година, секој ден, за да знаеме како да се спуштате. Конфигурацијата на теренот е таква кај што можете да ви се случи сосема нешто друго и ова година може нешто друго да не се случи, така да сепак се работи за објект што не е наш, што не можеме да влијаеме како што ние сакаме, така да, но се случува. Ние тоа го користиме како наша интерна шала дека
може да ни се заглави така да друг пат да ги проверат брадите. Порано се проверуваше опремата пред да се спушта, сега ги проверуваме брадите, така да тоа е тоа. Пред да ви се заблагодарам за разговорот, еве само уште нешто би прашала. Вие сте од тимот за спасување на планина. Колку е опасна оваа работа и каква е ситуацијата оваа сезона? Има ли повици? Се бараат ли спасувачи на планина, Саша? Па јас преска напоменав, значи самото спуштање конкретно или употреба на таа техника, ако се ракува правилно, навистина е безбедна. Сепак се тоа светски стандарди, опремата е најквалитетна, со проверени сертификати, така да може само фактор човек да изненади у негативна смисла, меѓутоа ние повеќе кратно тоа го проверуваме, така да мали се шансите за таков некој пропуск голем. Ситни работи се случуваат, али не се битни за безбедност. Так, Саша, Кристина Јарген, ќе ве заблагодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Да не заборавиме дека на самата акција беше присутен уште еден ваш колега, Оливер. Уште 12 колеги, не само уште да. колега, уште 12 колеги. Оливер не беше под маска. Затоа го споменав и него. Ви благодарам вам на сите наши домашни, тукашни суперхерои. Добро е да имаме вакви суперхерои и овие убави празнични денови уште повеќе да ги развеселите. Ви благодарам уште еднаш, имате убави и среќни празници. Благодарам. Почитувани гледачи, се надевам уживавте во овој разговор. Навистина јас уживав да бидам во друштво со, како што кажав, нашите суперхерои кои што баш им ги разубавија деновите на дечињата во детската клиника.